Благодарам. Почитувам господине Армен Григоријан, последен представник на канцеларијата на UNDP, Ваша екселенција, господине Отограф, заменик амбасадор на Сојузна република Германија во Република Северна Македонија, ценети колеги, гости, представници на медиумите. Дозволете ми на оваа денешна пресконференција да искористам можноста да ги потенцирам заложбите на Република Северна Македонија за целосен придонес во имплементацијата на патоказот за одржливо решение за нелегално поседување, злоупотреба и трговија со мало и лесно оружје и муниција за истото во Западен Балкан, каде Министерството за внатрешни работи беше вклучено во реализација на проектот за подобрување на националните практики за мало и лесно оружје и градење на отпорни заедници. Особено ме радува фактот што изминатиот период успешно беа реализирани активностите предвидени во рамки на проектот кои имаат за цел постигнување на клучни работи насочени кон подобрување на институционалните практики за прибирање, анализа и размена на информациите со кои располагаат различни организацијски единици на Министерството за внатрешни работи, како и правни лица кои што се занимаваат со дејноста оружје. Двете компоненти на проектот овозможуваат дигитализација на работните процеси и на начинот на евидентирање и следење на оружјето. Со развојот на двата информацијски системи, системот за регистрација и следење на оружјето за цивилен пазар и полицискиот информацијски систем, Министерството за внатрешни работи покажа целосна посветеност во делот на развојот на современите алатки за полициско работење кои значително ќе го подобрат процесот на размена на информациите. Кога зборуваме за системот за регистрација и следење на оружјето, морам да потенцирам дека со воспоставувањето на негова целосна функционалност ќе се обезбеди електронско следење на оружјето од влезна граница преку магазините до крајниот корисник, односно купувач. Со тоа ќе го постигнеме условот предвиден со Европската регулатива 2017 за подобрена регистрација на оружјето. Полицискиот информацијски систем од друга страна овозможува евидентирање и документирање на инцидентите поврзани со оружје, како и на сите настани во кои се појавува оружјето во постапката. Всушност, полицискиот информацијски систем е дизајниран на начин да може да се внесуваат настани кои се однесуваат на кривични дела и прекршоци поврзани со мало и лесно оружје, како и граѓанските постапки. Стандардизираниот начин за внес на податоци значително треба да ја зголеми ефикасноста на полицијата, особено при прецизноста во документирање на настанот, како и за креирање на службениот материјал, што во полициска пракса е предуслов за соодветно управување со настанот од неговото пријавување до процесуирањето на таа соодветна пријава. Почитувани присутни, контролата врз оружјето е силен предуслов за градење безбедни заедници и очекувањата се дека двата системи ќе помогнат да се превенираат и значително да се намали понудата, побарувачката, а најважно злоупотребата на огненото оружје. Би сакал во оваа прилика да се заблагодарам и да ја потенцирам посветеноста во работата на тимовите од Министерството за внатрешни работи, канцеларијата на UNDP кои согласно утврдени цели ги испорача и потребните резултати. Како резултат на посветеното работење, денеска можеме да зборуваме за двата информацијски системи кои што се пуштени во продукција и етапно се спроведува процесот на обука на работните места за полицискиот информацијски систем и внесот на податоци во системот на регистрација на оружјето. Модернизацијата на Министерството е клучен приоритет на ова раководство, а со развој на електронскиот пристап покажуваме силна посветеност во креирањето на можности за олеснување на работни процеси на голем број служби во Министерството, собирање на податоци, анализа на тие податоци на еден брз, едноставен начин за генерирање на извештаи кои што се основа за креирање на политики и развој на стратегии за превенција, спречување и откривање на сторителите на кривичните дела. Ваквите иницијативи се во насока на зајакнување на внатрешната безбедност, но и на регионалната безбедност, затоа што ширењето и недозволената трговија со огненото оружје и муниција представуваат постојана закана по внатрешната безбедност.
И наредниот период остануваме посветени на реформите и на модернизацијата на работните процеси. Ја изразуваме нашата подготвеност за продлабочување на анализата на работните процеси во полиција со цел полицискиот информацијски систем постепено да премине во систем во кој ќе се евидентираат сите настани кои што се пријавуваат во полиција. Полициското работење водено од информации бара токму ваков пристап, едноставен, но прецизен начин за документирање, собирање, чување, обработка и размена на информации. Уште еднаш дозволете ми да го изразам задоволството од постигнатите резултати и да изразам благодарност за поддршката на канцеларијата на UNDP и секако на Сојузното министерство за надворешни работи на Сојузна република Германија како наши традиционални партнери и партнери кои што ни овозможија да ги зајакнеме нашите капацитети како Министерство за внатрешни работи. Ви благодарам на вниманието.